Денеска од Свети Николе започнуваме со доделување на договорите за јавните огласи за доделување на државно земјоделско земјиште под закуп до и над 3 хектари, кои што беа објавени во Светиниколскиот регион. За јавниот оглас до 3 хектари ќе се склучат 86 договори со земјоделците за вкупно 206 хектари. За јавниот оглас над 3 хектари ќе се склучат 63 договори за вкупно 800 хектари. Или вкупното со двата јавни огласи за овој регион доделуваме 1006 хектари. Државно земјоделско земјиште под закуп на кое што ќе се произведуваат различити земјоделски култури. Денеска ги доделуваме првите 20 договори, а на почетокот на следната недела ќе се доделат и останатите договори. Намената на земјиштето што се доделуваат со двата огласи е за подигање на лозови и овошни насади, насади од хмеј и лешници, за оранжерии, маслинарници, ливади, брзорастечки дрвја, за рибници, поставување на пчелни семејства, други земјоделски култури, за спортско-рекреативни активности и рурален туризам. Двата огласи опфаќаат и дел од земјиштето на агрокомбинатот Џумајлија, за кое што лани склучивме 8 договори и се доделија 714 хектари земја. Овие два огласи за доделување на државно земјоделско земјиште ќе придонесат за зголемени обработливи површини и производство на земјоделски производи, за поголеми приходи за земјоделието и секако за отварање на нови работни места, што крајно ќе придонесе за економски развој на овој регион. Конкретно, според склучените договори за јавниот оглас над 3 хектари ќе се овозможи и отварање на околу 50 нови редовни работни места, а исто толку и сезонски. Македонија е богата со плодна земја и вредни земјоделци, за кои што е важно да имат парче земја за земјоделското производство. Затоа, сите мерки што ги превземаме во делот на земјишната политика се во насока секоја педа обработливо земјиште да биде во рацете на вистинските земјоделци. Спроведовме сериозни реформи во земјишната политика преку измените на Законот за земјоделско земјиште, кои ќе придонесат кон правилна распроделба на државното земјоделско земјиште. Благодарам.